Утре завршува огласот за вработување на медицински персонал, медицински сестри, психолози, психијатри и доктори во клиничката болница во Штип. Во разговор со директорот на болницата, доктор Георгиев, за нашата телевизија, констатиравме дека се очекува бројот на нововработени лица да помогне во спречувањето и борбата со ковид пандемијата. Еве во тек ние оглас распишам во четвртокот, ќе трае некаде до среда, кај што ќе приме дополнително персонал, ќе приме 6 медицински сестри, ќе приме физиотерапевти, ќе приме и психолози, и психијатар и 4 нови болничари ќе им дадеме решение. Толку можевме во овој момент со буџет кој што имаме за оваа година. Здраве идната година повторно ќе упатиме барање за прием на нов кадар, така да и во тој дел го пратевме чекорот и ја сметам дека успеавме со сите оние луѓе кои што ги вработиме во овие на за 3,5 години да сериозно помогнеме еве сега во моментот на инфективниот оддел во борба со корона инфекцијата. Ќе заврши овој оглас до година и имаме нови луѓе за примање, сите оние законски работи кои што требаше да ги поминеме во смисла на систематизација, во смисла на донесување нов статут, во смисла на доставување навремен план за вработување за 2021 година ни е завршено. Одобрен е планот за вработување, така да очекувам дека и во 2021 ќе добиеме кадар кој што ни е неопходен. Се уште има медицински сестри кои седат дома и покрај потребата од персонал на инфективното оделение, но како што истакна Георгиев, се зависи од желбата и посветеноста за работа. Што се однесува дека има сестри кои што седат дома, значи не можете вие некој кој што седи дома да го земете за рака, да го несете во болница, да го уфрлите да работи во било кој оддел или па еве во одделот за инфективни болести. Секој ангажирање во болница во установа мора да биде врз база на некаков договор. Вие не можете луѓето да ги едноставно внесете од дома и да ги турнете во работен процес без никакви прави обврски. За да ние примиме некого, мора да биде тоа на база на договор за дело на определено, неопределено. Знаете дека 2020 година буквално ја поминавме целата во избори. Ние скоро и да немавме можност да направиме прием на нови вработени. Ќе се потрудиме сега во јануари да го зголеме малку бројот на договори за дела за да имаме повеќе луѓе, меѓутоа ангажманот на медицински работници, што спомнавте дека има сестри што седат дома, не може да биде на, да кажем, таков волонтерски и неправилен начин да бидат ангажирани. Јасно дека ни треба, меѓутоа мора да постои одреден модус на кој што тие ќе бидат примени и ќе бидат ставени во работниот процес во клиничка болница Штип. Во изминатите 3,5 години во клиничката болница во Штип се примени околу 70 до 80 луѓе, во најголем дел здравствен кадар, над 20 на доктори, над 40 медицински сестри, физиотерапевти и лаборанти. Овој кадар секако не е доволен, но се очекува и понатаму да се прима нов медицински персонал. Процесот на вработување даде значителен придонес во справувањето со ковид пандемијата.